Велам премиер бидејќи не ни пуштаат покојни за пресуј, морам вака да ви поставам прашање. Сакаме да го објавиме делот за подкупот за Коридор 8. Прашањето ми е дали го пријавивте случајот во полиција или обвинителство и што поточно ви беше понудено. Има син, го видел, одговор не. Ојо Гог рекоа дека таков случај не е пријавено. Ојо Скопје рекоа дека тие до сега немаат пријава, но велат ќе причекаме да не случајно има во Републичко, може од таму да има. Ама еве јас ги повикувам, мислам дека имаат законска основа, по допрен глас од претседателот на владата, значи нешто мора да направат. Стварно нели жално беше? Да. Жртва бил. Сати, часовници од 60.000 евра, може има некоја корелација или случајно се поврзува? Тогаш не бил жртва. Тогаш бил примател. Некако многу Уживател. чудесно се поврзуваат работите. Или сам се глави, без да биде свесен. Мичковски денеска се пожали, те прекина. Не. Мицкоски Кажа он, си кажа. Мицкоски се пожали, ама гаши Африм. Не му се плаши. Африм гаши не му се плаши ни на Мицика ни на никој. Африм гаши Ни денеска. наши и ваши, како Африм викаше, гаши, господинот Несреќата. Африм гаши, човекот што е И на планини квалитет. подобар и над Тала Джафери, денеска кажа дека и практично ја потврди нашата теза од вчера, дека Панче Тошковски и МВР не ја обезбедуваат границата и дека тие се де факто виновниците зашто Блерим Рамадани избегал од Македонија од домашен притвор, бидејќи тој призна, потврди дека не му провериле ни пасош, нити ги застанале на граница, ни на него, ни на семејството, ни на тие што биле со него. Кумовата тајфа. Значи кумовата тајфа. Значи не провериле, бидејќи таму таа колона има и луѓе кои што не се функционери, таму имало и луѓе од неговото семејство, гости. А у Гепек можеле да носат, рецимо, кесички со бел прашкаст материјал. Се не Може и навлегаме тоа. мирас носеле. Мирас, Злато. да. Златни прачки. Е така денеска потврди Па нема граница. гаши дека практично границата е Непостоечка. петарда. Да. Што забија крив, вика не би Нема побара граница. попош. Нема граница. Не му побарале. Се обединија државите. Што да прави Па човек? визионер е човеков, нема граница. Петар Приколица рече кафе донира и вика кафе за Вуфтен маршалот и хората кои всичко ще подкрепат. Вуфтен маршал. Вуфтен. Вуфтен. Така. Вуфтен. Ти со Јанушев нешто. Буфтен. Флукбан транс. Флокбан маршалот. Има повеќе символика најавната. Да, има. Гледам работиве се подредуваат полека. Иво Календар вели, па кај сте бе внуците на Груевски, ај со лесно нова сезона и со многу гледаност, поздрав. Не сме му внуци. Не бе, другарчиња сме му мој. Не сме му Само викаме Чичко пушти летки. Ние, не ние, него мие, сме му другарчиња. Другарчина. Другарчина. Јн. Другарчина. За Боки гивавеј со джибови мотори коментари наместо да ја затвор тој организира милионски гивавеј и сега наместо со Заев е поврзан со Мицковски. Зошто не е Боки во затвор? Прашањето Да, добар одговор. гледаш овдека имаш точно одговор имаш и Прашање дали и одговор, на исто имаш место. одговор тука дали е сега наместо со Заев поврзан со Мицковски. Тука ти е одговорот зошто. Ето, и са да не навлагаме се. Кога ќе опоканите најпопуларниот политичар Апасиев? Апасиев е, Ноември нека. да, поканет и договорен, речи си, сигурно ноември. Да. Значи, Африм Гаши денеска го попари овој Панче. Не се плаши. Ама има уште едно попарување А кој е? и овој ги попари. Како се викаше овој? Чејрецов. Изет меѓутоа. Изет у Албанија, како рече? Изет у Албанија ги пофалјава било ново ВМРО, мјау, ВМРО, ВСМР. Восморо? Вика нема, вика тоа, не е вика тоа како порано. Сега Пуштете се скриншот сега од се нашиот. модерни, вика се многу се такви за Прогресивни. за соработка, прогресивни, Да. со различни бои у позадина све. Да. Вели ги Од исполнуваат. сите страни ги фалат. Део од Косово, део од Албанија пофалби добиваат у исти ден. Ама од тука нема. Па не, ама овие од тука идат таму за да ги пофалат, за да се Да привлечат. символика на поврзана територија да се створи, аха. да.
Баш кај нема граница, Сакаш да гледаш. кажеш дека ќе да живееме ВМРО да ја направи голема Албанија. А што е поминување на граница меѓу Македонија и Косово од организирана група со повеќе коли без проверка на пасоши? Ај пробај да влезеш у Грција. Ај пробај у Србија да влезеш. А на свадба ако идам, сад чувај нема Боже, да ме пуштат. бе, пробај у Бугарија да влезеш така со колона. Знаеш кај нема граница, кај што нема држава. Не, значи, внатре у една држава нема граница, Добро, така? Да. Еве, пробај било каде. Пробај да влезеш од Србија у Унгарија. А или на у свадба Хрватска. ако одам, не се важи. Абе, и на погреб, и на Ако свадба. сум председател на собрание, Се едно. мора да ми го проверат пасош? Мора да застанеш. Чудна работа. Кога идат такви, например, у меѓудржавни посети, таму те чека друга колона. Те презема друга колона. Призна дека немој на свадбарите не им биле проверени пасошите, Голвин и Тошковски мора бидејќи не му побарале патна исправа. Значи вчера кажавме за безбедноста и порозноста на границата, единствено одговорен е Панче Тошковски и МВР. За обезбедување на притвореник во домашен притвор, единствено одговорен е МВР и Панче Тошковски. Зашто вака му прават на Панче? Па баш убаво му трна. Баш убаво му трна. на Ама човек. ова е дека се они хармонично семејство во добре, коалицијата. малце Некојаш се се препу- караат, некојаш се препелкаат така и така. Ама не е убаво поголем дел од семејството да Да. се сврти против еден човек, Да, против да. господинот Панче Тошковски. Одлично му трна на министерот. Реновирани се неколку вециња. Пасошите со Издадени северна. се северни пасоши Така е. колку сакаш. Да. Така е. И дали- Нема застој Има више. убиства, ама фатени се убиците. Се случува нешто. Еве денеска на пример премиерот рече дека бил жртва, нели, се пожали жртва, бил на обид за подкуп, ама он го одбил тој подкуп Со достоинство со достоинство, чекај мате. Го одбил и тој дигнитет. Со индигнација. со индигнација го отворил со тој обид за подкуп. Може би така некој некогаш правел, ама тоа во негово време немало да биде така. И тоа некој се договарал, а мислеле дека ќе се договорат и со него, ама он тоа не дозволил. Што е тука проблем? Проблем е тоа што он не пријавил ниту во обвинителство, во ниедно обвинителство нема пријавено, не пријавил ни во полиција, во МВР нема пријавено. Тоа значи дека ако не пријави, тоа го прави соучесник во извршување на кривично дело, нудење на подкуп, нудење и примање на подкуп. Дури да не го примил, ако некој нуди подкуп, а ти не го пријавиш дека нуди подкуп за законско или противзаконско действие, или действие кој што морал да го направи согласно закон, тогаш ти си соучесник во нудењето на подкуп. Тоа мора да го пријави во Ако се полиција, блиски познаници. во полиција или во обвинителство, или сега бидејќи обвинителството го има слушнато, би требало обвинителството да го повика на информативен разговор или да даде исказ во обвинителство или на информативен разговор во полиција, да даде исказ за тоа кој му нудел, што му нудел, точно да ги каже деталите со име, презиме, време, место, за да потоа се отвори истрага околу таа приказна. Тоа што мене ме како да кажам, немаше да го зборам ова бидејќи мислам дека се работи за еден обид на Мицкоски да влијае пропагандистички во смисла еве мене ми нудеа мито, ама јас јавно ги објавив тие дека нема да прифатам. Мислам дека повеќе е пропаганда, бидејќи претпоставувам не му одговарал процентот кој што му го нуделе. И заради тоа, бидејќи не прифатил, нема што да изгуби, ги кажува А што рече колку му нуделе? ги кажува јавно. Не кажа. Не кажа. Ги кажува јавно дека му нуделе и да го користи моментот за пропаганда. Ама не Ако бил поменува. процентот подобар, мислам дека би го прифатил, би го лапнал како локумче и би си продолжило да се гради коридор 8 без проблем. А на тие ли алудира на Бехтел и Енка? Не, коридор 8 тоа е пругата. Ова према За Бугарија. Да, и што кажа, рече ја Значи клетите бугари може да му нуделе. рече им кажав на стратешките партнери и во Брисел. И партнерите во Брисел беа изненадени, шокирани и они ќе отвориле истрага. Ама за таа Па работа го отвараат они да и ние да отвориме. па би требало ние да отвориме, да. Па добро, еве. Ај пошто сами неќеме, еве пошто Брисел ќе отвара,
Еве ако може и ние да отвориме истрага, а? Но нема тука юрисдикција. Дај да Абе ако не, чисто про форма макар да погледнеме отвориме. Само исечокот да го погледнеме да видат гледачите за што станува збор, затоа што стварно мене жал ме фати кога кажа дека бил жртва. Жртва на подкуп, значи не знам како. Малце вордингот е чуден. Верувам дека пробува да глуми еден председател. А зашто од не каже суседството. колку му понудиле? Па да видиме на која цена го таргетирале овие подкупджиите. Јас му Мислам дека заслужуваме да ни Јас каже. му пуштив порака, може да ја пуштиш порака. Ајде да го изгледаме прво видеото, па ќе се спремиме, му пуштив порака на Телеграм, ќе ја објавиме пораката, бидејќи ја видела не одговара, ќе ја објавиме. Ајде пуштете го. Бидејќи бев жртва на обид за подкуп поврзан за тој проект, јас кажав дека ваков каков што е никогаш нема да го поддржам, бидејќи тука не станува збор само за пари на македонските даночни обврзници, туку и на европските. Не сме ние како сите други, не сме ние како што мислат дека ќе дојдат едни, па ќе заминат други и така натаму. И истото ќе функционира, истиот принцип, понуди проценти, сета работа ќе се заврши, вака како што е, ние нема да го поддржиме, јас додека сум председател на оваа влада. Вие споменавте преска кога зборувавте за коридорот 8 дека некој ви нудел подкуп. Кој ви нудел подкуп и кога, бидејќи рековте сте ги известиле партнерите оние со кои што сте имале состанок од Европската унија? Па нормално дека тоа не оди јавно на емисија или тоа не оди на отворена емисија, па или пак документ со кој што треба да се потпишеме заедно дека јас ти нудам подкуп, па ти го прифаќаш или не. Се знае тоа како иде преку канали за комуникација и јас еве лично кажувам и на нив им го кажав тој, на цела македонска јавност дека за коридорот 8, секцијата 3, пругата беше врз мене, имаше обид за да ми биде понуден подкуп со кој што јас како председател на владата би потпишал прифаќање на оваа тендерска документација која што истекува на 17 септември овој месец и затоа кажав дека се додека сум јас председател на владата, овој тендер кој што е тековен и кој што завршува на 17 септември нема да го прифатам, затоа што ви кажав која е причината техничка, но и морална. Се знае тоа подкуп. Се знае тоа како оди. И ама нешто многу ми делеше упатен како оди подкупување. Се знае тоа како оди за подкуп примање зимање. Беше извршено врз мене обид. Друго нешто може да се изврши, полов напад врз тебе може да се изврши. Жртва. Физички напад и така натаму. Вика се знае. А овдека не може врз тебе, туку на тебе може да ти биде понуден подкуп. А може да биде жртва на подкуп? Не може да биде жртва на подкуп, бидејќи треба да прифатиш или да одбиеш. Тука нема жртва на подкуп. Може да биде жртва на уцена, закана, присилба и така натаму. А не може да бидеш жртва на подкуп. Ама мене многу Жртва на подкуп значи дека ти си го примил подкупот и заради подкупот си морал да потпишеш или да направиш нешто. Тоа е жртва на подкуп. Се жртвувал. Да, си се жртвувал. се жртвувал за подкуп. А како се вика, ова знаеме тоа, се знае тоа како оди ваму таму. Ова многу ми е индикативно. Се знае како тоа. Еве ја на пример не знам. Ќе може ли му поставите прашање да ни објасни на нас што не сме биле Упатени, да. жртви на подкуп, жртви на подкуп, да објасни. Така? Ајде пуштете ја пораката што му ја пуштив на Мицкоски по пресконференцијата. Ќе ја прочитаме. Нема ништо спектакуларно пораката, само прашањето да го прочитаме, кое што му е поставено. Велам премиер, бидејќи не ни пуштаат покојни за пресој, морам вака да ви поставам прашање. Сакаме да го објавиме делот за подкупот за коридор 8. Прашањето ми е дали го пријавивте случајот во полиција или обвинителство и што поточно ви беше понудено. Има син, го видел. Одговор не. А знаеш што забележувам јас? Ти била полупразна батеријата кога си му го поставил прашањето. Не, сега ми е полупразна батерија. И на мута ти бил. Сега ми е. Сега го направи Аха. Да, може да го трнете скринот. Па И мислам умеѓу време поставивме прашање и до МВР
и до обвинителството дали е пријавен таков случај. Таков случај од страна на премиерот не е пријавен. Ојо Гок рекоа дека таков случај не е пријавено. Ојо Скопје рекоа дека тие до сега немаат пријава, но велат ќе причекаме да не случајно има во државно во републичко, може од таму да има. Рекоа ќе причекаме да видиме, ама до овој момент рече обвинител Бубевски рече дека немаат добиена пријава, ама еве јас ги повикувам. Мислам дека имаат законска основа да допрен глас од премиерот на председателот на владата, да се разбере премиер од државата нема, има председател на владата, гледаш и ја грешка сум направил. Упараката има председател на влада согласно закон. Би требало, бидејќи председателот на владата кажува индикација за подкуп, би требало да го повикаат или обвинителството да даде наредба на МВР да го викнат на информативен разговор, или обвинителството да му пушти покана да дојде да даде исказ. Значи нешто мора да направат, бидејќи има таква ситуација. А дали беше така љубезен господинот професор доктор, пријател, брат, другар, браточет, роднина, лидер и све останато, да каже кога му било понудено или така слободно времето го фрли? Предпоставката за овој настане дека пошто вика јас како премиер, тоа значи у последниве 60-70 дена. Да, ама предпоставката е дека се има случајно на почетокот на неговиот мандат, затоа што он уште од првите 10 Ама на зошто треба дена... ние да предпоставуваме и да шпекулираме и да ова она? Не. У првите 10 на ден он кажа во интервју дека нема шанси Дека да нема го... шанси, Да, ама тоа моја предпоставка е дека тоа е вршење притисок за да му се зголеми процентот. Тоа е не ви го продолжувам, еве јавно кажав, не ви го продолжувам договорот. За да му дојдат со поголем процент. Веројатно не му дошто со поголем процент, сега види ваката. Бидејќи вака половично кажа информацијата, кога кажаш ваква информација која е сериозно обвинување и сериозна индикација, бидејќи се работи за пари на Европска унија, 500 милиона се упрашани и така натаму. Значи кога кажуваш ваква голема работа, ти треба да ја кажеш во целост, за да нема сомнеш дека ти нешто сега мутиш, се вадиш од некоја ситуација. Значи не може вака. Еве обвинителството нека си отвори приказката и нека си поработи. Може ли да постои некоја комуникација кај што он може би се заглавува? Јас сега имам една, сакам вака малку да шпекулирам, ако може, бидејќи и неговата изјава е шпекулација и нема ништо конкретно. Дали може би со скупите саати, со скупата гардероба што ја носи, он ја дига цената на тие што сакаат да му пристапат? Бидејќи ако имаш ефтина роба, гардероба, саати и така натаму, цената за подкуп паѓа. Ама ако те гледат по 2 бона, 3 бона, 5, 10 бона парче дека носиш, онда е подкупот 1, 2, 5, 10, 50, што знам. Дали, еве се прашувам, не ми се познати овие, ова е за мене тера инкогнита, да преведам непозната територија, ама за него. Да го поздравам Саше Ване за донацијата и Петар Приколица. Мичо, жртва на подкуп, 27.8. Дали Мичо и Фичо не се сретна барем еднаш као членови активисти во некоја што ВМРО денес ВСМР? Сме се сретнале поише од еднаш. Ја не памтам искрено. Дали она млад сум бил ја. носењата на скапа гардероба, на скапи Дали сати, тоа покажува дека цената е поскупа? То на тоа, мислам, ја не гледам никакво оправдание и за мене е прилично така неукусно во една ваква држава и од една таква позиција да носиш таква гардероба или такви саати, дури и да имаш пари. Треба да ти биде да осеќаш некаква релација со народот, а вака се вивнуваше некаква супер елита финансиска или, како да кажам, скороевичка елита, која што стварно нема врска со народот. Дозволи. Ја немам против некој ако има 50 милиона евра богаташи у Скопје, да носи такво нешто. Меѓутоа, јавен функционер на партија која што се представува за демокристијанска, на партија која што се е блиска до Бога, прославува сите можни слави у црква со свекички, со све. Значи, со народот, со Македонија, северна, сачувај Боже. Скромни, обични луѓе. Дали е соодветен тој изглед и таа сума што е залепена на тој изглед? Ја мислам дека не.
И погледнете, еве, кажете ми лидер, пошто нели нашите партнери од Европа многу милува да ги спомне. Ај кажи ми кој? Меркел изгледаше скупо, ко 100.000 евра на неа. Еве кој? Милановиќ? Кој, еве, кажете ми кој? Макрон делува само скупо, дефинитивно. Од делата се гледа од авион дека му се под 5-10 бона. Кој од овие другите? Сите гледат банкар, бе. Сите гледат, Ама сите Макрон е гледат да председател, бидат. Еве, Орбан Макрон е председател на супер сила у модна индустрија. Значи таму ќе му направи Луи Витон, ќе му направи оддело без. Абе и нуклеарна велесила. Па се, ама не, сега И збориме земја за со кога право на збориме вест. за Ама Едно од Макрон и пет, да, предходно да. има Ама минат добро. труд, бил банкар. Чекај бе, еве, ајде, шеф на кој едно од сакаш лидер, најголемите кажи го. банки у Франција. Кој сакаш лидер, кажи го од Европа. Еве земја она Сана Марин што беше на финска премиер. И таа Што идеше heavy metal. у неформално време што идеше на забави, ја симна од премиер. Значи не у време на Значи што некој таму имаше слики како пијат пијачка. Скапо изгледа Путин. Путин. Затоа што знае колку му се скапи делата, е скапа. Па, Путин Путин нема саат испод 150.000 евра. Добро, ама има мала разлика меѓу Македонија и Русија, нели? има. Ќе се сложиш. И у големина и у значење на светската Усве. мапета. И не е битно. И Орбан делува скапо. Не ми делува мене Орбан. Орбан скапо. делува исто Мене не. така. Орбан е Мене ми делува неотесано многу не, човек. не. Искрено. Не. Ама добро, таква му е физиономијата. Орбан исто така носи проблемот кај е. Супер елита со Ивеце Шафхаузен не си. Бизнис супер елита. Ивеце Шафхаузен е менаџерско ниво. Ивеце Шафхаузен. Па чекај, тек почнува. Сега ќе ти кажам. Ивеце Шафхаузен Ова му е за кандидатура, за повисоко е ниво. менаџерско ниво так. Супер елита. Бизнис супер Не му елита. прави белја ќе купува поскупи Тие од часовници. не знам, од Филипа тек па нагоре. Не. Од Джекоб Енко нагоре. Па тек Филипе високо. Види, у целава приказна има два проблеми. За ова што го збориме сега. Едниот проблем е прашањето неодговорено кое што левди у јавноста 7 години, а тоа е како Мицкоски го има стекнато својот капитал. Значи не е грев да имаш пари, не е грев да си заработил. Треба да одговориш на јавноста како. И кога? И вториот И кога? И кога. И вториот проблем кој што лебди у јавноста е неговиот обид да се представи како скромен, близок до народот, Со близок джемперчиња дома. до обичниот човек, Штедат на грејаници, професор да. кој што се бори за правата на професорите, треба да бидат подобро Платите, платени, и да. така натаму и така Живеел натаму. скромно со професорска Така е, плата. така е. Па ги има тие Значи, текстови. Да, ги има тие Уште текстови, ги има тие текстови. изјави стојат. И се одеднаш? И сега одеднашка си ги 50.000 евра гардероба. Си ги покажува скапите модни додатоци. Значи, тоа е целиот проблем. Трет проблем Тоа е кој измама. што Тоа се вика измама. се вика измама. Третиот проблем е фактот што малку е невкусно во држава како Македонија, со стапка на сиромаштие каква што имаме, со стапка на иселување на младите како што имаме, ти да се правиш джек тука и да се покажуваш, а народот за кој што работиш и од кого зимаш пари и од кого зимаш плата, реално нема лебдеја. Тоа се вака три забелешки кои што мислам дека значи не е проблем некој да се облече скапо. Еве Доналд Трамп сигурно Ама еве го Андро сега точно е што опишува со виборите Буцо вели носеше одело Бриони и саат од Емар Пикет. Да, Бриони, за тоа немам збор, од Емар, од кој буцо? Буцо Лазов. Лазов. Почина. Почина, да. Не го знаеш ти Не, си. не да. знам. Ти си помлад. Одоро Буца беше бизнисмен. Бизнисмен си. Каков? Не е важно. И релевантно е тоа, човекот е бизнисмен. Покој нема све најлепше. Не. Да. Ама. Значи вработувал Ама луѓе, беше делел бизнисмен, плати. Да. Не беше политичар. Плаќал даноци, Не па не беше бил политичар. министер, не беше Па, пратеник. имено, тоа е тоа. Да. Така. Пижона бе, имам брат, од цела кутија рок на Лопренска, тој запали. Да се, не знам, да се појави Орце Камчев, да се појави било кој така скапо облечено, на народ нема да му биде чудно од кај. Затоа што знаеме, има бизнис, има работи. Нема да ни биде чудно од кај. Прашањето за Мицкоски од каде? И он не го одговара.
Односно има конфузни изјави на берза со 2000 евра направил 20.000 евра, стигнал до удали у хидроца. Значи, тоа е све проблематично за него. Чекај бе, ма тоа мора да постои трага. Ама но постои трага. Каде? Знаеш кај е проблемот? Паметот него. Знаеш ли кај е проблемот? Он како функционер државен мора Проблемот е мора што да појави све. ниеден колега, новинар, не му го поставува тоа прашање. Тоа е многу индикативно што не смеат да гукнат Не никој. смеат. Да. Што се вака со врзани рачиња и ноџиња. Секоја често и и случат. со поцрвенети коленца. Знаеш дека тој синдром со коленцава ќе се расшири? Да ги поздравам само Добарко Гробар, добре дојде на Infomax каналот на YouTube. Фала ти што стана супер Infomax суперфан. И Иван Стефанов, фала ти на донација. Поздрав до екипа. Мишо, море не е проблем што има и како има прашањето и како дошол до тоа. Да. Така е. Тоа е тоа што го збориме од преска. И сега да се вратиме на И случај. второ, Ајде. второ, едно како дошол. Второ за мене што е исто така спорно. Као лидер на, нели, глумиме ние тука Народна партија демокристијанска.